Феноменот на војната од секој пат е бил и останува да биде преди се општествен. Современиот свет достигна такво рамниште во својот вкупен развој да за војната како средство и метод во меѓународните односи не остави простор во рационалната политика на земјите без оглед на природата и карактерот на општествено-економските системи и односи. Меѓутоа, иако војната се најде надвор од реалните, рационалните и објективните интереси, таа сепак екзистира и не само како закана, туку и како реална сила и насилство. Никој пат досега во својата историја светот не се нашол во положба кога му е најмалку потребна војната како начин и средство во разрешувањето на проблемите и спротивностите, и истовремено никој пат досега светот не бил толку вооружен со сите опасности да таа високо организирана и фантастично опремена сила се нареди над општеството и отргне од под неговата контрола. Објективно и било кога општеството ќе завладее и со овој вид на од негово самостојана и отуѓена сила. Меѓутоа, таа е денеска реалност, а реална е и непосредната закана од неа. Во потврда на оваа констатација се јавуваат и преку 60 интервенции, агресии, насилства на сите географски должини и широчини на земјата топка во повојниот период. Заради овие и многу други причини и реалности, не можеме да се задоволиме само на идејната негација на војната. Свесни дека политиката на хегемонизам се потпира пред се на сила, на можности за поробување, подчинување и уништување, мораме да се подготвиме, да ги подготвиме сите субјекти од нашето општество, за да можеме со сила да се спротиставиме на агресијата и да ја браниме нашата самобитност, национален и територијален интегритет и да го браниме нашиот општествено-економски систем и нашиот развиток и иднина. Во насоките за одбраната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од агресија се вели: волјата и решеноста на сите наши работни луѓе и граѓани низ вооружена борба и низ сите други форми на отпор, решително и безкомпромисно да и се спротивстават на секоја агресија, најдоа одраз и во уставните и законските права и обврски според кои секој граѓанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија има неотуѓиво право и должност да го брани територијалниот интегритет, слободата, независноста и општествениот поредок на својата земја. Никој нема право да ја признае или потпише капитулацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на одделен нејзин дел, да ја прифати или признае окупацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на одделен нејзин дел, да ја признае или прифати капитулацијата на вооружените сили или на нивните делови,
да ја запре борбата или отпорот против агресијата, вклучително и на делови од територијата што привремено ја зазел, или да ги спречи граѓаните да водат борба и да даваат отпор. На силата може и мора да й се спротивстави сила. Силата и насилството, а агресијата во современите услови не е ништо друго освен насилство, може да се сузбие само со сила. Од тука во насоките понатаму се вели: во општонародната одбрана, вооружената борба представува нејзина главна содржина и форма на појавување на општествената сила. Вооружената борба и подготвувањето на народот за овој вид спротивставување на агресијата е денес нашата тема и на неа ќе се задржиме. Оружената борба во нашите услови представува најшироко организиран систем на спротивставување на агресијата и единствено можен начин агресијата да се сузбие и надвладее. Оружената борба, според нашата концепција за општонародна одбрана, не е единствен облик на отпор и борба, но таа представува рбетник на секупниот отпор и борба. Како основен вид низ кој се манифестира општонародната одбранбена војна, најнепосредно е насочена против оружените сили на агресијата. Овој вид борба е истовремено најефикасен начин на заштита и одбрана на луѓето, материјалните добра, просторот и условите, и во најтешки услови да се опстане. Во современи услови на војување, непосредно борбените загуби се најмали, а најголеми се неборбените и пасивни загуби. Активното учество на народот во вооружената борба против агресорот представува значајна и незаменлива димензија во целината на нашиот систем на оружена борба и му дава посебно обележје. Со директно учество на народот во оружената борба,
како нашата стратегија и воена доктрина и вештина, така и посебно нашиот систем на вооружена борба, се здобива со нов квалитет. Со него се надоместуваат класичните форми на дејства, се обезбедува масовност, просторност и континуитет на дејствата. За сите овие одлики вредности на нашиот систем на оружената борба, агресорот, независно кој е и колку е силен, не може да обезбеди еквивалент во квалитет и квантитет на борбата и действијата. Доктрината на вооружен народ е иманентна само на односи со ваква општествено-економска и револуционерна природа, какви што се во самоуправното социјалистичко општество. Ваквата доктрина всушност и значи дека се едно цело општество конституирано како одбрана. Основни сили на вооружената организација на народот се Југословенската народна армија, која како дел од вооружениот народ представува најмодерна сила и рбетник на одбраната, оспособена со својата организација и опременост да води борба на целиот југословенски простор, да ја скрши ударната сила на агресорот и да преземе противофанзивни дејствија за неговото уништување или истерување од нашата земја. Територијалната одбрана, која представува најмасовен облик на вооружениот народ, организацијски оспособена да и содействува на оперативната армија во сите фази од војната, во одбрана на територијата. Воедно, таа го продолжува континуитетот на вооружената борба на територијата што агресорот привремено ќе ја поседне. Оспособена е да задава концентрични, силни и јаки удари по силите на агресорот и по неговите највитални објекти, да му задава загуби во жива сила и техника, во исто време со бројни и разновидни единици да биде присутна на целиот простор, да го штити населението и материјалните добра, штити работата на народната власт и општествено-политичките организации и да презема борба против секаков вид уфрлувања и други видови од специјалните дејствија на агресорот. Територијалната одбрана овозможува и вклучување на секој граѓанин кој е волен и способен со оружје в рака да се бори против агресорот. Подучество на народот во оружената борба не се подразбира само пасивно помагање и поддршка на вооружените сили, ами пред се и учество во оружените дејствија против физичката сила на агресорот за уништување на неговата жива сила и борбена техника.
Разновидни се можностите каде секој граѓанин може да земе учество во оружената борба. Од дејството во градовите, вршење разновидни извидувачки, курирски, снабдителни и заднински функции, прифат на ранети, водење на единици, испомош на вооружените структури, па се до вршење диверзантски и други дејности од помал и поголем обем, со кој на агресорот му се задаваат загуби во жива сила и борбената техника, се попречува неговото движење и се дава помош на вооружените сили подобро да ја реализираат својата задача, целосно разбивање и уништување на агресорот и сврлување од нашата земја. Нашиот систем на оружена борба и спротивставување на агресијата обезбедува можност народот непосредно и активно да се изрази во сите фази на војната, ако тоа ни биде наметнато и во сите услови во кои можеме да се најдеме во случај на агресија, за цело време на траењето на војната и на целиот простор, кога на просторот дејствуваат единиците на Југословенската народна армија и територијалната одбрана и кога овие не дејствуваат. Во протег на фронтот и основните оперативни правци, во заднината на нашите сили, против непријателските десанти, уфрлените диверзански и извидувачки групи и во заднината на непријателските сили, навремено заземениот дел од територијата, во одбрана на градовите и населените места и во населените места и градови, како овие би се нашле во привремен посед на противничките сили. Учеството на народот во оружената борба против агресорот е имунитетно и легитимно право и обврска на секој човек и граѓанин во нашето општество. Оружената борба како основен облик на спротивставување на агресијата и насилието е мощне широк систем и дава можност да земе учество секој наш граѓанин и секој човек. Таа како по начинот на водењето, по можностите што ги дава за организирање и средствата со кои се води, овозможува вклучување на секој човек со цел да му се нанесат загуби на агресорот. Со цел граѓаните да учествуваат во оружената борба, не мора да бидат вклучени во единиците на оперативната армија или територијалната одбрана. Тоа дури не е и можно да се постигне едновремено.
Вооружената борба може да се води поединечно, групно, со вршење диверзантски и други дејности и начини во градовите, селата, на отворен простор, дење, ноќе и во секое време. Таа не е и не може да биде помошен облик во борбеното спротиставување на агресијата. Дури може да се рече дека без таков вид спротиставување, борба и поддршка на вооружените сили од целиот народ не е можно да се постигне победа над агресијата во нашите услови. Дури и средствата со кои се води вооружена борба не можат да бидат причина за учество на граѓанинот. Мислам, ако средствата не се конвенционални, класични, формациски, секое средство со кое може на агресорот да му се нанесе загуба во живата сила и техниката е можно и целисходно да се употреби во оружената борба. Од најразновидни формациски оружја што ги предвидува и употребуваат вооружените сили до најобични средства со кои може ефикасно на агресорот да му се зададат загуби во жива сила и борбена техника. Покрај неограниченоста на различните средства што можат да се употребат во масовната вооружена борба и спротиставување на агресијата и неговата вооружена сила, неограничени се можности и форми на оруженото спротиставување и организирање и самоорганизирање на народот во нашите услови. Можно е да се примени разновидна тактика и начин на дејство, а посебно во нашите услови до израз доаѓаат разновидните професионални способности на луѓето. И кога тие ќе се искомбинираат со воено-стручните знаења и со желбата и волјата за спротиставување на агресорот, тогаш тие прераснуваат во една грандиозна сила која тешко може да ја совлада било кој и да е агресор.